Во санитарната контрола на јавното предпријатие Водовод и канализација, во една од просториите каде што се извршува испитување на водата за пиење, можеме ли пред се една генерална слика да кажеме секојдневно што се работи тука за да имаме еден финален производ, она што кажуваме дека водата е исправна бактериолошки, хемиски, каква вода пиеме? Така. Нашата работна единица е задолжена за контрола на квалитетот на готовиот производ, водата за пиење, онаја која што ја испорачуваме до граѓаните во водоснабдителниот систем на град Скопје. Оваа година, како и за сите нас, беше изминатиот период тежок во пандемиски услови работење со редуциран или броен персонал, во зависност од тоа како ни наметна на двориште и воопште условите за работа. Со специјални протоколи за влез во овие услови, со специјализирана ХТЗ опрема, со посебен тип освртна санитација и користење на средства за дезинфекција. Но токму овој момент кај нас предизвика потреба за продлабочување и унапредување во оваа област, за да покажеме дека градот Скопје навистина пие квалитетна и санитарно-технички исправна вода за пиење. Тоа ни не поттикна да направиме проширување од аспектот на акредитацијата, бидејќи ова е акредитирана лабораторија во рамките на ISO стандардот 17025. Тука направивме унапредување во областа на хемијата и во областа на микробиологијата, значи ова е одделение за микробиолошка лабораторија. Тоа ни е новата лабораторија за молекуларна микробиологија. Што конкретно значи, дали тоа значи во вашето олеснување, осовременување на апаратурата или подетално испитување на водата за пиење? Значи, видете вака, тоа значи за нас одговорност. Одговорност која што ја носиме за да имаме, да покажеме дека навистина водата која што тече во водоснабдителниот систем е безбедна и санитарно-технички исправна. Тоа значи следење на техники и технологии на светско ниво. Значи тоа значи унапредување од аспект на направење на анализи, значи потврдување на квалитетна вода за пиење. Ние постојано работиме на унапредување и зголемување на безбедноста, за да им покажеме на граѓаните на градот Скопје дека навистина водата која што испорачуваме во нашиот водоснабдителен систем е со висок квалитет, но многу е важно дека квалитетот не се менува. Сите овие унапредувања што ги правиме во областите кои што ни се дејност за работење представуваат точно само доказ дека навистина пиеме исклучително квалитетна вода за пиење. Дека таа и без разлика на негативните влијанија кои што ги имаме, на негрижата на човекот, значи имаме навистина безпрекорни ресурси. Сега, природата, знаете си, има своји граници, значи злоупотребата не ја трпи, ама ние како луѓе кои што навистина сме зависни од нејзе, треба да покажеме од една страна грижа, ама и од друга страна доказ за она кое што го испорачуваме како готов производ. Значи, водата за пиење, која што тече во нашиот водоснабдителен систем, без разлика што во текот на денот, особено во работните денови, сме некаде околу 1 милион жители, можеби и поголеми, фреквенцијата е исклучително голема. Сите тие се потрошувачи на водата од водоснабдителниот систем на град Скопје, навистина пијат безбедна и квалитетна вода. Секојдневно вршите испитувања? Значи, од колку мерни места се земат? Секојдневни се испитувањата. Во континуитет почнуваат во ранните утрински часови, завршуваат доцна попладне. Анализите излегуваат веднаш. Во оваа пандемиска година ние ги зголемивме и бројот на земените примероци, значи некаде околу од 50, сега го зголемивме на 60. За да покажеме дека навистина безбедноста на водата е на високо и завидно ниво. Дека овој персонал кој што работи во оваа работна средина навистина се грижи за квалитетот на водата за пиење, дека тоа го работи безпрекорно и дека водата за пиење во водоснабдителниот систем на град Скопје е на исклучително
високо завидно ниво и со добар квалитет. Дали може оние граѓани што се заинтересирани, кои што живеат во околните места на градот Скопје, односно кои што не се приклучени на градскиот водовод, имаат бунари и мислам извор на вода од што не е на градскиот водовод, да дојдат тука да испитаат водата. За помош на граѓаните и на другите институции ние работиме точно за други потреби, што велиме, за она што не тече во водоснабдителниот систем на град Скопје, туку што го добиваат граѓаните, да речеме, од свој бунари, приватни чешми и нешто слично. Значи, стоиме на располагање дека можеме да дадеме свое стручно мислење за квалитетот на тој тип на производ и што треба да направат за да направат негово подобрување или да тој биде за хумана употреба доколку не е. Неблагодарно е да се мешам во ингеренциите на другите наши колеги кои што работат во институции кои што се надзорни за квалитетот на водите за пиење, кои што не се дел од водоснабдителниот систем. Добро би било тие да ви дадат свој одговор дали има промена во квалитетите, во издашноста на изворите, заради тоа што навистина имавме исклучително различна сушна година од оние што ни беа претходно. Сигурно има промени и варијации, но одговорот ќе го добиете на друго место. Бидејќи сте стручњак, се занимавате со тоа секојдневно долги години, која е ваша препорака, да се пие вода од чешма или многу се користи флашираната вода? Така. Значи, велиме дека сме во време на демократија и личен избор. Јас кога би тргнала од себе, како некој кој што работи долги години во оваа област, водата од чешма или од водоснабдителен систем, особено она што тече во градот Скопје, не би ја заменила за ниту еден пакуван производ. Но јас велам, повторно е тоа личен избор. Пакуваните води си имаат своји карактерни особини. Значи, тоа е сепак пакуван производ, кој што е според некакви стандарди, ама стоен во соодветна амбалажа некаде во некој маркет. Колкав е периодот на стоење од црпење, од полнење до моментот додека вие ќе го купите, тоа сигурно ви пишува на амбалажата. А она што ние го испорачуваме во водоснабдителниот систем на град Скопје, вие што се вели тазе производ. Значи, дотекува од изворот, поминува низ цевките и вие за неполни 2 часа од извор до дома го имате на располагање во количини кои што вам ви требаат во секојдневието. Благодарам. Молам.